Добар ден и добродојавте во уште едно издание на Формула на македонски. Овој пат се враќаме на една рубрика која одамна ја немаме обработено, а тоа се технички наградби кај болидите. Оние кои го следат подолго каналот Формула на македонски знаат дека многу пати сум кажал дека една од причините за создавањето на овој канал се токму овие мали детали, мали разлики кај болидите кои можеби по некоја десетинка по круг прават промена, меѓутоа кога сите тие заедно функционираат во една синергија, во една целосна аеродинамичка филозофија, тогаш тие ја прават таа разлика од просечен до победнички болид. И издвоив неколку кои мислам дека беа поинтересни, подискутирани за време на предсезонскиот тест во Бахрейн. Ако добро се сеќавате и ако ги следевте, се извинувам, видеата кои ги направивме за презентација на болидите. Секој тим традиционално си го презентираше својот болид и таму секогаш напоменувам дека треба да се почекаат првите официјални фотографии од предсезонските тестови за да видиме кој тим со што располага, бидејќи најчесто да се заштитат тимовите од копирање на интересни идеи, ги чуваат своите адути се до крај. Така беше и со тимот на Мекларен, кој има, да речеме, едно иновативно решение на својот дифузер, а тоа би рекол се должи помалку и на среќа, повеќе на знаење на тимот на Мекларен, затоа што оваа шасија никогаш не беше предвидена да носи моторна единица на Мерцедес, меѓутоа како што надојде светската пандемија и ФИА ги одложи правилата за односно настапувањето на сила на новиот сет на правила за 2022 година, а Мекларен мораше да го испочитува договорот со Мерцедес кој го склучи за да биде придвижуван од Мерцедес погонски единици од сезона 2021, па така се направи една хибридна миграција на шасија која беше создадена с Рено мотор со инсталација на Мерцедес, но Мекларен, бидејќи е независен конструктор во Формула 1, си креира свој менувач и тука приказата станува интересна, бидејќи тој менувач има специфична кутија. Мекларен се одлучи моторот на Мерцедес, за разлика од моторот на Рено, во должина бара повеќе простор, Мекларен се одлучи за интересно решение каде што самото пакување на менувачот го вгради како дел од дифузерот и овие две крила што ги гледате така да наречени за да можат сите подобро да ме сватат, се всушност дел од самото кукиште на менувачот, а делуваат како дел од дифузерот, нешто што ФИА сакаше да го скрати, да го забрани, за да ја намали потисната сила на болидите за оваа 2021 година. Така да Мекларен добро ги прочитале правилата и дошле со едно интересно креативно решение каде што го максимизирале својот трансфер од Рено кон Мерцедес, но би сакал да потенцирам овде дека ова не е нешто што ќе направи драстична разлика во перформанси. Ова не е двојниот дифузер на Браун GP, меѓутоа ќе биде добар, би рекол, една добра алатка за да Мекларен има постабилен заден крај на болидите, а тоа знаеме дека е екстремно важно во Формула 1. И уште една фотографија од болидот на Мекларен. Овде гледаме во три различни брои, три различни воздушни токови кои се би рекол пресретнати од овие странични крила и потоа диригирани наназад кон задната суспензија и кон подот на болидот. Не секое крило кај болидите во Формула 1 служи за создавање на потисна сила, повеќето од нив служат за би рекол дирекција, односно насочување на тие воздушни токови за подобро менаџирање на целокупниот аеродинамички пакет. Подоцна ќе одиме кај Red Bull и ќе ви објаснам зашто е тоа важно. Мерцедес кој представи еден, би рекол, неинвентивен под на својата презентација, се појави во првиот ден во Бахрейн со така наречениот шпагети под од италијанските медиуми. Интересна иновација на Мерцедес, каде што сите овие мали разлики во висина, во подот, се создадени да тој негативен потисок кој се генерира под самиот болид да се извлече и да се здружи со остатокот од аеродинамичкиот ток кој оди над самиот под, представен преку овие црвени линии на оваа фотографија, и заедно здружено
тој водушен ток да продолжи кон задната суспензија и кон дифузерот, за да има максимална ефикасност на целиот аеродинамички пакет, да го намали драг, односно она аеродинамичко завлекување, а при тоа да ја задржи ефикасноста во креирање на потисна сила. Сум напоменал и претходно, кај болидите во Формула 1 секогаш е компромис помеѓу ефикасноста на шасијата во аеродинамичка смисла, односно процентот на генерирана потисна сила против процентот на генериран драг или аеродинамичко завлекување. Значи, инженерите секогаш се борат да постигнат еден идеален компромис каде што болидот ќе биде доволно брз на правците и доволно брз на свиоците, а по природата на аеродинамиката тие две нешта контрираат едно на друго. Red Bull овој пат Адриан Њуи би рекол подклекна кон едно идејно решение на Мерцедес, покажа дека Адриан Њуи некогаш знае да инкорпорира некој туѓ концепт, иако Адриан Њуи е познат како еден од ако не и најдобриот дизајнер на болиди во Формула 1, она последно рамо на задната суспензија на Red Bull, што гледате на оваа фотографија со обоено со жолто, инкорпорирано во една целина, за разлика од лани. Сега ќе видите на следна фотографија каде што беа две во В рамења. Се надевам дека сум јасен за сите. Овој пат инкорпорирано во една целина, што представува постабилен заден крај и уште делува како едно, би рекол, мало дополнително аеродинамичко крило и добро го менаџира тој водушен тек, добро го храни тој под на крајот од болидот и потоа тоа оди кон дифузерот и создава потисна сила. Еве што сакав претходно да напоменам кога го гледавме болидот на Мекларен, е дека не секој крила или аеродинамички елементи што ги гледате на болидите се користат за создавање на потисна сила, повеќето од нив се користат за менаџирање на тие водушни токови. Еве гледате овде како се насочени за, би рекол, диверзија на тој водушен ток настрана од задниот лев плевматик во овој случај, бидејќи самиот плевматик кога е во движење, тој генерира свој еден вид мини водушен ток, бидејќи самата гума при придвижување прави една деструкција на целата таа вкупна аеродинамика и многу е битно да го заобиколите тој пат, да го заштитите плевматикот и од прегревање, меѓутоа и самата аеродинамика да има некој концепт, да има некоја целина, мора да го буквално заобиколите тој плевматик и на самиот почеток на болидот, кога болидот се придвижува, значи предното крило е прво на удар, потоа иде предната суспензија и тој водушен ток оди кон страничните крила, односно кон бачбордс покрај отворите за ладење, доаѓа до овој дел што го гледаме овде и потоа со помош на овие крила се раздвојува кон задната суспензија и мал дел оди настрана кон плевматикот, за да имаме значи идеално тоа разделување на водушниот ток. И последен пример кој го земам за ова видео е, ако некој од вас забегал со вежбање во теретана и стрикно вежбал грб, би изгледал вака како оваа фотографија на Алпин, кој ќе застане пред огледало што ја гледаме од лево, односно новиот болид на Алпин Рено. Мала шала, меѓутоа оваа грбка, би рекол, е навистина огромна во споредба со тоа што го има лани. Гледате на десната фотографија ланскиот болид. Сето тоа беше објаснето од инженерите на Рено дека при потрага на помали отвори за ладење, оние странични отвори за ладење, мора да направат некој компромисно решение и тие интеркулери радиатори кои служат за ладење на моторот, морале некако да ги спакуваат, па ги спакувале во вертикала наместо во хоризонтала. Па еве гледаме на оваа фотографија дека овој болид нов на Рено делува покомпактен во долниот дел, значи се остава поголем простор на подот, да има поголема површина, бидејќи кај болидите со повисок агол на напад, би рекол, односно повисоко поставена задна суспензија или кај мотоспортот во англиски тоа е познато како high rake концепт, целиот под се користи како едно големо аеродинамичко крило, па тука е борба на тимовите кој ќе има подобро спакуван заден крај, за да може што поголема површина од таа да искористи за генерирање и менаџирање на таа аеродинамика,
А не заборавајте, оваа година 10% од тој под беше скратен, бидејќи FIA сакаше да го намали вкупниот товар кој се генерира, вкупниот товар врз пневматиците кој се генерира со самиот потисок, механичкиот грип и самиот потисок, односно даунфорсот кој се генерира преку аеродинамиката. Мислам дека, односно се надевам дека ви се допадна овој мој избор на неколку поинтересни моменти од овие предсезонски тестирања. Сепак, ова се без спецификации на повеќето модели, со оглед на замрзнување на правилата, не видовме драстични промени кај болидите. Ке испуштам да заборавам дека сепак имавме и една фотографија која сега ќе ви ја презентирам, а тоа е од Ферари. Сакав да се надоврзам на она со Red Bull, дека и Ферари го на еден начин го ископира Мерцедес и го примени истото решение со тоа задно рамо, го користи како една голема целина и како дополнителен аеродинамички елемент. Да се навратам, се надевам дека ви се допадна видеото, како и секогаш доколку ви се допаѓа каналот, ако немате тоа веќе направено, subscribe би бил добро дојден, лайк, шер и вашите коментари како и секогаш ги очекувам. Ке гледам да постигнам со уште едно или две видеа до почетокот на новата сезона, а тоа е следниот викенд. Секако ќе има рецензија на Drive to Survive и уште некој видео со моја претпоставка како стојат силите пред почетокот на сезоната. Сега поздрав и се слушаме во некоја следна прилика. Чао!